Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во ОСУ. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте денеска ќе престојува во официјална посета на земјава. Домаќин ќе му биде претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Генералниот секретар ќе биде пречекан со највисоките државни и воени почести на церемонија во кабинетот на претседателот, пошто ќе следи тет-а-тет средба и пленарен состанок на македонската и делегацијата на НАТО. Ова е прва посета на Руте како генерален секретар на НАТО во Скопје. Тој беше во земјава во ноември 2021 како тогашен премиер на Холандија. Во 2023 година во официјална посета на Македонија престојуваше тогашниот прв човек на НАТО Јенс Столтенберг. Мајка и дете вчера попладне се пронајдени мртви во скопската населба Тафталиче по патот Балкон од зграда. Телата на жртвите се пронајдени кај стамбениот комплекс помеѓу улица Прашка и булеварот Митрополит Теодоси Гологанов во Тафталиче нешто по 14 часот. Пријавата стигнала во МВР во 14:15, а полициски екипи и обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје вршеа увид на местото на настан. Случајот во полицијата бил пријавен како самоубиство, но од МВР велат дека делото не може да биде квалификувано додека не заврши увидот. Синоќа со соопштение се јави и јавниот обвинител. Во него се вели дека државен јавен обвинител од Основно јавно обвинителство Скопје изврши увид на лице место во Карпош, каде што по патот Висококатница почина жена и малолетно дете. Јавниот обвинител нареди обдукција на телата на починатите и прибирање траги докази. Се вршат разговори со повеќе лица кои би можеле да имаат сознанија за причините на настанот. Повеќе детали од дејствата се најавуваат за денеска. Втора ексхумација ќе се направи денеска во Старо Нагоричене во потрага по можна нова жртва на 25-годишниот убиец, кој застега се сомничи за убиство на две жени. Обвинителството истражува и дали осомничениот убиец работел сам или имал помош. Се истражува и неговото семејство, полицијата и лекарите кои постапувале или не постапувале по пријавите кои ги добивале за него. Утре ќе се прави уште една ексхумација на повозрасна жена за која обвинителството има сомненија дека и таа е жртва на сирискиот убиец од Кумановско. Обдукцијата на втората жена, 35-годишната Марија, покажала дека и таа била убиена од осомничениот убиец, иако претходно била закопана како почината од ненасилна смрт. За сега истрагата за него се води за две убиства, но доколку се потврди дека и жената утре која ќе биде ексхумирана е убиена од 25-годишниот овчар од Кумановско, ќе се бараат уште откопувања. Мотивот зошто ги убивал жените се уште не го знаат обвинителите. Тој се наоѓа сега во Кумановскиот затвор, а деновиве тим психијатри ќе треба да разговара со него, пошто би ги имале првичните сознанија. Јавното обвинителство и понатака продолжува да превзема мерки и активности, да издава наредби, да прибавува докази со кои се испитуваат сите околности поврзани со предметот. Исто така може да известиме јавноста дека во текот на наредните денови е планирано уште една ексхумација. Но обвинителството истражува и дали осомничениот убиец работел сам или имал помош. Се истражува и неговото семејство, полицијата и лекарите кои постапувале или не постапувале по пријавите кои ги добивале за него. Но за него, освен за тешки кражби, не пристигнала пријава за друго кривично дело. Се до пријавата на преживеаната старица од Куманово, која пријавила дека влегол во нејзината викендичка и ја нападнал, но останала жива. Од тука обвинителството почнало ги поврзува и случаите на починати и нападнати жени изминатава година, но велат дека може да се вратат уште наназад доколку постојат сомненија и за друга насилна смрт. Наредивме до СВР Куманово да ги извади сите пријави на лица кои починале во тој временски период назад една година, а доколку има нешто сомнително, не известуваат нас и ние правиме анализи дали може да се поврза со убиствата. Нема ограничување на починати жени или мажи. Првично истражувањата се прават за изминатата година, но секое ново сознание го проширува временскиот период, велат од Кумановското обвинителство. Во претресите кои ги вршеле во неговиот дом пронашле украдени работи од кражбите кои ги вршел, но не и од убиствата. Обдукциите на двете жени пак покажале дека не биле силувани. За кривичното дело убиство се определува и доживотен затвор. Ако кај убиецот се утврди дека тој е во состојба на непресметливост, може да биде затворен и во здравствена установа. Обвинителите апелираат до жителите на Кумановскиот регион и селата околу Старо Негоричане да не бидат во паника, бидејќи осомничениот убиец е зад решетки и не може да направи штета.
Тамара Дичевска, Сител телевизија. Нешто над 26.000 денари ќе изнесува минималната плата од 1 април. Согласно законот заклучено е на седницата на Економско-социјалниот совет. Веднаш по информацијата, седницата ја напушти председателот на ССМ и најави протести кон средината на месецов. Според министерот за економија, сите други синдикати се согласиле со минималната плата. Очекувам дека на следна владина седница, утре или следната недела, мислам дека уште утре ќе биде да тоа го поминеме и како влада, и потоа нормално согласно висината на минималната плата од април за март практично да почне истата да се исплатува. Жалам што дебатите и дискусиите минатата година кои ги водевме, анализите кои ги доставивме не успеа да им покажат и на креаторите на политиките, меѓутоа и на работодавачите дека реална е потребата за зголемување на минималната плата. На месец март има уште денови, а на средината на месец март другари се гледаме на улица затоа што колку ќе дојдете, толку ќе добиеме. Сите други што беа внатре, сите се согласија со ова известување.